24-годишникот Кочани е во болница откако во неговиот автомобил удрил воз. Несреќата се случила рано утрина во околу 4 часот на преминот кај селото Соколарци. За среќа момчето поминало само со повреди и тоа се лекува во Кочанската болница, а железничкиот сообраќај неколку часа беше во прекин. Сообраќајката до утринава уште еднаш потседи на ризичност на железничкиот сообраќај во регионот на релација Скопје-Кочани. Возовите од Скопје до Кочани дневно се животно опасни на најмалку 9 места. Најголема закана е во самото Кочани, каде пругата минува низ исклучително френкветен дел од градот, како и во индустријскиот дел од Штип. Ваквата опасност е резултат на отсуството на рампи, но и на одговорно лице кое за доаѓањето на возот ќе предупреди навреме. Ова секојдневно на ризик ги става сите кои одовде поминуваат. Моје мислење дека е опасно. Еве на оваа конкретно нема ни мислам оти нема знак на оваа пруга тука. Сега што минеме нема ни рампа. Блиска средба луѓе и автомобили со возовите во овој дел од државата имале многу, иако воз одовде минува само 2 пати во денот. Најголема несреќа беше она од пред 2 години, кога кај Лозово се судрија воз и автобус, а околу 40 лица беа повредени.